Во студиото на Здрава Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Мими Кимовска-Христова, специјалист педијатар, субспецијалист неонатолог, фоторепортерот Томислав Георгиев и Стефанија Милевска-Враник, дипломиран вокалист по поп и джез пеење. Останете со нас до 11 часот. Да, продолжуваме со Здрава Македонија во студиото. Ги имаме нашите гости тука во овој дел. Верувам дека ќе ви биде интересно дека го задржиме вашето внимание, секако дека имаме убави работи да позборуваме со нив и сето она кое што тие го прават во нивните професии. Во овој дел ќе ви бидеме домаќинки повторно јас и колешката Бисера, која што ете имавте можност да не гледате уште наутро од 6:45, па верувам дека ќе останете со нас и до 11 часот. Бисера, и во овој дел верувам дека ќе бидеме одлични, дека ќе имаме убави разговори со нашите гости. Така, да, одлични домаќинки, верувам, ќе останеме до крајот на емисијата, си ги пречекавме гостите. Така. Една гостинка се уште чекаме да пристигне. Да, метежот е секако сега веќе во септември малку повеќе, но кај да е докторката така ни пристигне, но во меѓувреме да ги поздравиме на останатите гости кои што веќе ги имаме во студиото. До мене е Стефанија Милевска-Враник, кој што е дипломиран вокалист по поп и джез пеење. Стефанија, по прв пат во Здрава Македонија, добро дојде. Добро ве најдов, фала ви на поканата. Многу ми е драго што сум тука со вас. Еве ви пристигнав специјално од Битола да се подружиме денес малку. Така, токму тоа ќе го споменав, ова утро не доаѓаш од Битола, таму живееш, работиш, но еве, и се потврди ова утро, значи ништо не е тешко кога се сака, затоа што често пати твоите колеги, да речем, нели вашата професија налага така да во доцните часови имате настапи, па утринското станување е малку поразлично, односно потешко, но еве ти благодарам што ова утро допатува од Битола за да се дружиме и ета заеднички да споделиме некои убави работи кои што ти ги правиш во твојата кариера. Така е. Јас искрено да ти кажам се трудам да сум повеќе ранобудна, некако да го пратам тој начин на живот, а доцните часови да ги избегавам некако во последно, тоа ми е цел. Добро, ќе позборувам и за тоа кога станува збор за навиките. Пред да ни дојде докторката, тука е со нас ова утро Томислав Георгиев, кој што е фоторепортер, на некој начин колега, ако може така да се каже, од поинаков агол. Добро утро, Томислав, и добро дојде во Здрава Македонија. Добро утро, добро најдов. Како еве да не си позади фотоапарат, туку да си позади камера? Е чудно, морам да признам, ама сум бил гости на повеќе емисии, така да тремата мислам дека ќе ја немам. Да, па верувам дека така. Иначе сигурно покомотно се чувствувам позади фотоапаратот. Така. Кога станува зборите за специфичноста на професијата како фоторепортер која што имаш, се соочуваш, верувам, на терен со најразлични ситуации. Овие денови, ете, свидоци сме на пожарот кој што го имавме во Трубарево, па како фоторепортерите се заштитени на терен? Тоа е горчливо прашање, не е од стално се провлекува кај нас сигурноста, не само фоторепортерите и на новинарите кои се на терен, ние сме во првата линија. И знаете како во било каква ситуација не сме баш пожелни. Не знам, ако има некаков конфликт, полицијата и луѓето кои протестираат, едните и другите ве неќат да сте таму. И знаете, вие сте некаков бафер и онака, али мора да се документира целото тоа. Сега сигурно знаете дека новинарите се на ниво на службени лица веќе со новиот закон, ако нападнете новинар на терен, исто како сте нападнали полицаец. Тоа не знам дали е познато во јавноста, ама така е. Значи веќе добиваме некакви не знам, малце поголема сигурност. Така. Да речам, иако се чувствувате посигурни на терен. Да. Јас се ќе направам една компарација, ме асоцииравте на случката во 2001 година, кога тука имаше многу фоторепортери кои работеа во тој период. Сигурно беа преку 35-40 луѓе кои се занимаваат со таа професија. И сега, ако сте breaking news, нормално дека ќе дојдат еден куп новинари од сегде од светот. А они дојдат тука и беа сериозно опремени за местото каде се.
ние отидовме од редакции, по мајци, отидовме на терен и го работевме тоа. И да ја скратам приказната, негде при крајот на конфликтот, кога веќе беше све како што треба, мислам, не беше така страшно, добивме некој помош од некоја невладена организација во смисла на панцири и кациги, кои веќе немаше потреба да ги имаме, ама ги добивме тоаш и ни ги зедоа за 6 месеци после тоа, кога се заврши конфликтот, се потпиша рамков договор и така натаму. Така да странските фоторепортери секако си имаат таа некоја заштитна опрема која што ја носат на терен, додека кај нас и не е таков случај. Дали вие приватно внимавате кога знаете да одите на терен на таквите специфични случаи кои што се случуваат, да самите преземете нешто да се земете како за заштита? Да, секако. Искуството не научи дека треба да имаме, например, заштитна маска беше неопходна тука. И тоа не е заштитна маска некоја обична, него ќе ви кажам пример, тие дел од работите кои изгореа се литиум-ионски батерии. Јас кога патувам во странство, кога работам на некоја задача, цела опрема и сите батерии ги земам горе во авионот. Тоа значи пред години назад, ако случајно ви останат некакви батерии во багажот, ви ги конфискуваат, пошто тие се лесно запалливи и не може да се дури најмалите они батерии. Јасно. Прво се сериозно токсични, а после, не знам, се случува колега, се сеќам, тој беше фотограф, работевме нешто за УНИЦЕФ, кога беше мигрантската криза, и на него во Швајцарија му ги запленија, пошто во багажот имаше... Да. Се сеќам дека баравме по Скопје батерии кои може да ги заменат и беше комплициран процес. Така. Околу Добро. заштитата, сакав да го прашам Томислав, дали се случило никогаш некој да ва нападне од страна? Па како тогаш реагирате во такви ситуации? Секако да се случило, не напаѓале полицајци. Кои на некој протест зошто снимаш, сакале да ми скршат камерата, пошто сум бил на место кај што Да, дали опремата ви одземале или ви оштетиле опремата? И како во такви ситуации, дали сме заштитени? Еве ги споменавте новинарите и камарманите, фоторепортерите. Во принцип, јас пробував пред години од нашите осигурителни компании да го осигурате како движен имот и така натаму. Ние не сме стигнати на тоа ниво ни да реагира така. Стигде во светот можете да осигурате било што. Било што ви текне, саатот можете да осигурате ценно. Да. Кај нас не го прават тоа, не се на тоа ниво. Се сеќам моите колеги на запад ги осигуруваат и ако искршат, они добиваат рефундација на тие средства. Јас работам стално со моја опрема, значи од кога почнав оваа професија стално е моја опремата. Ако се скрши нема како кој да ви ја замени, се случувало да е оштетена, досега не ми скршиле цел апарат и така натаму, ама знам колеги до мене, поготово се сеќам на еден колега фотограф, во она фамозно влегување во парламентот кој текнува 2001 кога резервистите влегува во парламент. Тогаш ме искрше целата опрема и нормално тој беше нападнат. Истото ќе ми се случи мене и не знам кој од толпата, абе као наше и ме спаси, имало стално на такви ситуации. Да, верувам дека имало такви ситуации, но еве и третата гостинка, нашата докторка Мими Кимовска-Христова веќе пристигна во студиото, такво ни е Скопје раздвижено со метежи, но драго ми е што ова утро сте со нас. Вие сте специјалист, педијатар, субспецијалист, неонатолог и нас ни е драго што ви имаме тука ова утро во Здрава Македонија да позборуваме на важна тема кога станува збор за здравјето, особено во изминатите денови и период кој што ни се случува одредени пожари и во нашиот главен град, па тука сите сме засекнати околу здравјето. Наша тема на зајавување у 7 часот па и по 8 часот секако дека важеше околу мерките кои што се презема, особено за децата во тој дел од градот, дека имаат онлайн настава. Она што е загрижувачки, што сите се прашуваме, а вие како доктор ќе може да ни кажете, дали треба да бидеме загрижени за здравјето во однос на овој пожар кој што сега ни се случи? Прво, добро утро и ви благодарам за поканата. Мене ми е многу драго, пријатно што ваква хубава средина се најгам со Томислав, се знаеме со години. Драго ми е за вашата друга гостинка, младата. Да ви кажам искрено, не е само
сега со овој пожар последниот кој што се случи во Трубарево, меѓутоа имавме горење на Вардареште, на Дрисло, нели? Па имавме и еве го Трубарево како можеби врв на настаните, најопасно нешто што се случува. Низа многу, во низа се многу и реално во моментов поготово оние што се општини кои што гравитираат во тие околу тие области кои што горе, мислам површини кои што горе, реално се засегнати, целото население е засегнато, а најмногу децата. Верувајте дека најмногу децата е за нив најголема опасност и нормално ние хронични болните по старите лица. Во однос на децата, она што мене ми е лично специјалност да речам, во однос на децата би рекла дека е навистина многу опасно, бидејќи тие се, поготово оние до 2 години, неколку пати го кажувам, тоа се недоволно развиени белите дробови, целата структура на белите дробови, немаат доволно развиен имунитет, немаат одбранбени механизми, не може да ја носат и маска да им ставите, вие џабе дете ја вади маската, мислам, не знае, па и игра, трча, тие и дишат забрзано, значи нормално, физиолошки, дури кога трчаат, кога нешто играат надвор, тоа го зборувам неколку пати, тие дишат многу брзо и многу вдишуваат од целата таа токсична материја што се ствара, мислам, дали се тоа гасови, дали се тоа во моментов разни јаглеродни волатилни оние што се соединенија хлорни, дали се, мислам, честици PM2,5 и она што е најопасно јаглерод моноксидот кој што се ослободи во огромни количини сега со последното горење, кој што многу брзо дифундира за разлика од кислородот преку белите дробови. Они навистина децата се во голема опасност во моментот и реално треба да се загрижиме и добро што надлежните одлучија да во овој период ги тргнат од училиштата, бидејќи таму нема сигурно начин како да се заштитат, како и во домовите, впрочем, мислам, немојте да мислите дека... На кои симптоми треба особено да бидеме предпазливи, односно родителите, ако забележат нешто за да се јават на лекар? Знаете, може би јаглеродниот моноксид како таков, бидејќи многу брзо продира, рековме, во крвта, кај мала концентрација би била опасна кај децата, а и кај возрастните секако. Најмногу би реагирал не само, значи, она хемодинамска рамнотежа што ја викаме ние крвен притисок и така натаму, најмногу мозокот би реагирал. Значи мозокот би бил тој кој што бил скратен од кислородот. Практично би го немал кислородот. И кога го нема кислородот, детето доаѓа во состојба на една конфузија, буквално конфузно, зашеметено, не може да зборува, не може да одговара, дезориентирано, да. И несвестица. Несвестица е една од, можеби, вака прилично симптоматично дека дошло до голема интоксикација на организмот воопшто. И во тој случај, нормално јас апелирав пред некој ден, зборував за ова, да се однесат веднаш децата во ургентните центри на клиниката за педиатрија конкретно, или онамо каде што има најблиску ургентен центар да се стават, да постават на кислородна подршка, да се стават инфузиони раствори, така натаму, значи мора да се детоксицира организмот, има и други средства кои што се дават. Да, а дали оние дополнително треба да се пијат во овој период течности, да се внимава малку на тоа? Да, течностите многу помага да се елиминираат оние работи, сите материи кои што биле во крвта, а кои што се елиминираат, нели, преку бубрезите. Во најголем дел се елиминираат од нив преку бубрезите, како и да оди обработката или преку црниот дроб, секако се елиминираат преку бубрезите, значи течности секако би требало пожелно да пијат повеќе. Сега има и други начини во моментов, не знам, искрено што да ви кажам, значи дека може да се пие некоја заштитна материја, заштитен лек, кој што може да детоксицира, не знам. Добро, ма тука го имаме витаминец, односно лимонадата, овоштието кој што како со кој може да се користи. Да, тие впрочем целосно имунитетот би го зголемиле на детето во тој момент
И секако дека се препорачува, дури она бојата на виножитото, ја викаме, нели ние, децата. Значи, тоа е да се јаде повеќе овошје и зеленчук во овој период. Лесна храна секако, значи оно што го препорачуваше и претходно Институтот за јавно здравје, но кога ќе ги видите некои слики, јас имам конкретно и секогаш ја покажувам и дури на нашите колеги, видите што треба да се јаде, значи црвените овоштија или зеленчуци се едно, зелените друго, жолтите, цитрусните трето и така натаму, значи секој има различни некои мислам витамин С, витамин Д, ајде сега да почнеме да ги омега масни киселини и така натаму, значи сето тоа мора ние да го конзумираме, оние житариците, оние што се ситните бадеми лештици и така натаму, кај децата кои што може да јадат, немојте ке малите, да се разбереме погрешно, пошто ке ни фе опасно тоа да се дава. Сето тоа се корисни работи. Овошјето и зеленчук во енормни количини, можам да кажам, дека треба да се практикуваат. Не само во овој случај, туку и воопшто кај децата за имунитетот, еве почне новата школска година, така да после 3 месеци надвор, она сега ќе се соберат децата во училницата и секако доаѓаат вируси, бактерии и така натаму. Децата не можеме дома да ги затвориме, а не е препорачливо во овој период да излегуваат. Така, но да прашаме еве како во Битола. Ајде, воздухот. Дали се чувствува загадено? Ја сакам да се надоврзам на оваа тема, затоа што лично практикувам сокотерапии и детоксификации целосни. Затоа и се надоврзувам зашто живеам во Битола. Битола исто така е во момент каде што ни се заканува исто големо загадување, иако сме веќе доста загадени од рек Битола, но јас практикувам да живеам малку повисоко на Пелистер, така да бегаме колку што можеме да се спасиме, но да, тоа често практикувам, значи сокотерапии и кога има промена на сезона, еве пример сега есенска доаѓа есен и доаѓа момент на вируси, да, и треба телото да се подготви за тој момент, односно како што кажавте дека треба да се подигне имунитетот и само сакам да се надоврзам дека со личен пример можам да кажам дека тоа е единствено решение, значи зголемен внес на овошје, зеленчук и доста сокови. Значи тоа е можеби некакво решение да кажеме и надоврзувајќи се на мојата тема, практикување на дишење, на движење, затоа што да го чуваш гласот. Така, ме најави само како вокален изведувач, но исто така јас сум магистер по современ танц и работам на двете теми, односно на движење и на глас. Зошто го нагласувам тој момент со движење? Затоа што заклучив дека иако се храниш здраво, доколку не се движиш, сето тоа може да паѓа во вода, значи многу е важно движењето. Се во која форма ќе биде секој со своите можности, така не може да важи едно правило, но едно пешачење е многу повеќе отколку стагнација во место или лежечка положба, така да колку што можеме повеќе да се движиме, тоа е дел од лекот. Така е, да. Навистина во најавата спомнавме само дел, но како што кажа и од она кое што ти го спомена, дополнително можеме да кажеме дека си композитор, продуцент, текстописец, дипломиран музиколог по поп и джез пеење, но ова лето одржа концерт во Центарот за култура во Битола, 10 години од музичката продукција Welcome to Sophia's Music World. Стефанијас Music World. Дали си задоволна од концертот и од посетеноста? Да, морам нескромно да кажам дека сум презадоволна и дека овој концерт можеби беше нешто најдобро што се случило од мене во текот на овој 10 годишен период од мојата продукција, а јас веќе творам и работам, можам да кажам, од мојата 4 годишна возраст, така да веќе тоа е многу години. Веќе тогаш знаеш дека ќе бидеш? Да, од дете
Така го посветив животот на сцена, како манекенка почнав од маличка на модните реви на мојата мајка, па како танчер се развивав, на крајот и вокален изведувач, и тој пакет го живеам и го творам еве години. На сцената за сето она кое што ти го работиш. Точно, докторка, да. Дали ви од мала знаевте дека ќе бидете докторка? Или кога можеби се одлучивте за оваа професија, или можеби еве имавте, бидејќи го познавате нашиот денешен гост Томислав, можеби сакавте да бидете фоторепортер? Па, искрено да кажам, мене Томи ми е учител. Јас наистина одлична спојка сме направила во утро. Мене Томи ми е учител, често пати кога ќе ми лајкне слика и кога ќе ми стави онака срце дека ми добро. Леле, ја рипам од радост и кажувам дека ова е најдобро што може да ми се случи. Да, често пати барам совети, ме учеше како тоа треба да се, нели, да се фокусира, кој тел треба да го гледаме, каде да биде светлото. Имаме доста часови поминато со Томи. Меѓутоа, сепак можам да кажам дека од мала си играв со куклите, докторка. Така. Само бев сестра, медицинска сестра, и тоа и завршив. Значи, првото моје образование е медицинска сестра во средно медицинско. Им ставав многу инекции, затоа што мене ми става инекции, аме секој гледав да не ги боли. Што мене ме болеше. Нема да те боли, нема да те боли. Да имате лесна рака, како што сте. Да имам лесна рака, еве така. И можам да кажам дека да, ги преслушував, после некој ми купи и се сеќавам некаков сет поклон од некаде. Докторски, да, како што сега децата го има, но тогаш не беше баш многу достапно во нашето време. И така играв со нив, со куклите, мои беа пациентки. Значи сепак од мала е тажила. Томислав, фоторепортерството, дали е ваша прва таква некоја пасија во однос на професија кога станува збор, или ви со имавте некоја желба поразлична во детството? Што би рекли политичарите, сум го кажал многу пати порано на други емисии и во интервјуа, ама не, мене хобито ми стана професија. Аз бев 4-та година на електротехнички факултет и сакав да работам 3 месеци за да имам повеќе пари да читам из Европа. Се работи во Фокус во тоа време и тоа беше пред повеќе од 25 години. Така. Значи, тука се прекршивте. Па не, тоа новинарството легува под кожа, знаете, никош не се ти. Да не го цитираме Рузвелт, ќе биде клише. Ама убаво, хоби правите нешто, имате хоби од љубов, така? Мене, значи, љубовта ми стана спрема фотографијата, професија и никоја. И да може да живеете пусо тоа. Па да, тоа е идеална ситуација. Знаете, од тоа време па се плаќаше за развивање на филмови. Така. Беше скап спорт. Уште се развиваат ли уште филмови? Се развиваат, мислам. Да, сега не одам надозна. Дека се уште имаш лабораторија имаш дома? Имав лабораторија, сега ќе немам. Сум мислам, али има сега така традиционално со тие темни соби, со баш филмски црвени така. светла. Баш филмски. Тоа ми се сеќаваш ли на првата фотографија? Што прво фотографираш? Не. Не се сеќаваш. Не се сеќавам. Ќе те оставиме да размислиш, може до крајот на емисијата ќе се потсетиш што прво си фотографираш. Да. Добро, Стефанија, дали вие се сеќавате на вашиот прв настап? Да. Добро. Како манекенче. Тоа го нагласувам секогаш, затоа што тоа ми беше тој клик што ме натера да се влюбам во сцената. Затоа што не се бараше многу од мене, требаше да прошеташ така на писта. Друго е да треба да пееш, да танцуваш, тоа веќе бара поголема експресија. Али некако манекенството баш ми беше тој линк за да ме пренеси на сцена. И да, модна ревија беше мојот. А во однос на джезот сепак како дојдов до джезот? Да, малку е специфично во однос на жарн за нашето поднебе, ако може да кажа, не дека страно и дека нешто, меѓутоа верувам дека не е толку распространато, можеби се уште кај нас, колку тука да речеме Јас уште кога дипломирав во 2014 година во Бугарија, Софија студирав, таму беше доста развиена и јас таму отидов како рокерка, како поп-рок пејач и бев скроз
аут од таа тема. Джезот ми беше страно нешто, но на факултет некако почна да ме препознаваат дека доста мојот глас одговара за тој стил и почнаа да ме активираат во различни проекти. И јас многу често настапував во трија, квартети, значи настапувавме на тема джез. И сега, кога се вратив во Македонија, беше тешко да активираме таа тема. Имав доста колеги кои се уште се борат да го рашират джезот низ Македонија, но уште оди тешко, можеби затоа што природата на джезот треба време да се спои со нашата култура. Затоа што сепак джезот влече амерички корени, со Америка со Македонија малку е така различно, но таа природа на джезот што има, импровизации, тоа богатство што го носи джезот, мислам дека е многу блиско со нашата традиција, затоа што ние имаме огромно богатство и доколку се спојат тие две теми, настанува нешто прекрасно. Така е. Доктор Мими, ваш некој значаен момент како неонатолог, нешто што особено така ви останало при срце? Сепак се дружите со бебиња. Да, искрено да ви кажам, многу се тие моменти кои што ми останале при срце, како што велите. Може би сепак најголеми, како неонатолог, сега не зборувам само како педијатар, бидејќи јас работев на оддел за интензивна нега и терапија, кој што е исклучително напорен и тежок оддел. И имавме значи, спасувањето на секој едно дете кое што било во исклучително тешка состојба, например, посебно на нив, насмевките кои ќе ги видите на родителите, тие се тие оние за што вие живеете, уствари. Како неонатолог, најголем предизвик се предвремено родените деца. Можам да кажам, не се само оние кои што се страдале за време на раѓање или имаме доста тешки деца и од други, мислам, причини, меѓутоа предвремено родените деца кои ќе ви дојдат со 400-500 грама и кога потоа ќе ги видите, еден Лазар, една Варвара, не знам се да ги набрам, не можам да се сетам, и мој Иво, знаете, мислам, еве и сега ми дат солзи на очи, колку е вложено во тие деца, по 3-4 месеци над нив сме бдееле сите како еден тим, значи тоа независно доктор, сестра, тоа е трчање на брзина кога се случуваат некои работи, и се одеднаш тоа дете си оди, ви носат вас торта, родителите. Па каква торта ти го жариш за детето, зошто си оди? Во прво време, но кога ќе излезат од клиниката, кога ќе ни кажат си одиме, еве не пушти ја, си одиме од неонатологија, од тој оддел, каде што сега во моментов се работам, тоа е веќе, мислам, нашата најголема сатисфакција. Од 400 грама вие да извадите дете, кое што сега учи во училиште, од 500 грама, 700 грама студираат медицина. Да стане човек од 2 метра. И да стане човек од 2 метра, што велите, тоа е, мислам, навистина голем успех. Тоа е, можеби, мојата најголема сатисфакција. Така, да. Добро, Томислав, како гледате на иднината на фотографијата во време на мобилни телефони и вештачка интелигенција? Јас сум оптимист стално. Иако во последно време видеото има приматот во комуникација меѓу кој да го креира и публиката, се креираат сериозно голема количина на информации кои ги добиваме секојдневно. Мислам дека фотографијата издржала и други потешки периоди низ историјата. Поготово новинската фотографија мислам да ги стане битна во периодот што следи. Само ради вештачката интелигенција, пошто во тоа море од информации кај што ги креирате така со еден клик секакви лажни вести, мислам дека ќе се битни фоторепортерите, новинарите како место кај што ќе се информираат. За да мислите, јас се сеќам
ми текна една знаете, ние како новински фотографи не смееме никакви корекции да правиме од фотографиите. Значи, оние фотографии од пожарот, се сеќам, имаше пред два, мисля, че некој во скриптата имал таа фотографија ставено. Не е битно. Мој колега во тоа време од Reuters се случуваше нешто во Техеран. Да. Имаше некој напад и така натаму, сериозно многу чадеше. И тој стигнал малце подоцна. И сад тој чад веќе не беше така драматичен и голем и така натаму, он само малце го склонирал, значи имате алатка за клонирање, и склонирал малце повеќе чад на фотографијата. И таа фотографија беше пример во учебници после тоа. Го избрка од работа нормално, ништо не смете да смените, дури има агенции како светски новински, како Франс Прес. Тоа се тие правила кои што мора да се почитуваат. Дури не смете ни да коригират, освен контрасти, малце светло или евентуално, не знам, оштрината малце да е зголемите, и тоа е тоа. Значи сурови Да, фотографии. сурови. Дури Reuters отиде до таму да тоа што ви е на фотографијата, тоа е тоа. Тоа е тоа. Не смете да го искропирате, не смете ништо направите, пошто е доказ, е документарен доказ за едно време. Така. Сега, замислете, мислам, тие фотографии, предпоставам, ќе гледаме на Кајрон во позадина од пожарот, нешто да манипулирате со тоа. Да. А од друга страна, па замислете, со вештачка интелигенција, било кој ентитет да сака нешто да направи, и во такво море на дезинформација, вие после ќе се борите да докажете дека не е вистина. Дека не е така. И ќе изгубите, стално ќе изгубите. Така. Добро, да се надоврземе на она кое што го кажавте околу создавањето на патот на фотографијата, па каков е еден пат на пејачка, джез пејачка во нашата земја, тежок ли е патот? Па, тежок е, искрена ќе бидам, затоа што пробиваш една нова тема која што тешко е разбирлива, но доколку луѓето се отворат и дадат шанса, сваќаат дека таа музика допира и до нивните срца. Посебно овој концерт Стефани Джез беше направен со нови аранжмани, боса нова аранжмани, кои што беа баш разиграни, и сите мои песни што се направени во тој 10-годишен период, беа избрани песни за концертот, беа направени во таа боса нова джез варијанта и добија доста нов и свеж призвук. Некако сватив дека точно тој стил можеби е джез фузијата ми го дефинира мојот стил, можам да кажам. Исто така сакам да се надоврзам со гостинката, да, со доктор Мими. Доктор Мими. Слободно, да. На уште една тема која што сакам да ја потенцирам, дека мојата магистерска теза беше симбиоза на музичка и танцова терапија кај лица со попречености, дека темата музика и танц, доколку се имплементираат кај младите, затоа што исто така работам и со деца и млади во Анастасија центар во Битола, посебно и кај лицата со попречености, носи многу големи промени. Да. Променува животи, и точно таа тема допрва, како што зборувам за джезот, ова е уште една тема за која што мислам дека треба многу музичка и танцова терапија, дека треба многу да се зборува на оваа тема, затоа што покажала доста големи резултати во моето искуство, и чисто вака сакам да ја споделам со вас, да имате информација на таа тема. Да имаме предвид, сме зборувале, со слични гости ќе го имале, но тука за момент ќе мораме да направиме кратка пауза. Секако останати понатаму на малите екрани со нас. Ќе се свежиме со некој пилак, верувам и вие. Одиме со реклами, се враќаме со нашите гости во студио.